Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема животот на пациентите со цистична фиброза во Македонија. По тој повод со нас во студиото е госпоѓа Снежана Бојчин, која што е претседател на Сдруженијето за цистична фиброза. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Пред да почнеме да разговараме за предизвиците со кои што се соочуваат луѓето кои што живеат со цистична фиброза во земјава, дали за почеток ќе може да ни објасните што представува оваа болест? Станува збор за ретка, наследна, генетска со самото тоа болест, која што е мултисистемска и која што опфаќа повеќе органи од човековото тело. Најголема штета предизвикува на белите дробови, кои во 90% од случаевите се и причина за смртност, рана смртност кај пациентите со цистична фиброза. Меѓутоа, примерно од болеста се зафатени и црниот дроб, панкреасот, цревата, како и други органи од човековото тело. Дали ќе може да ни објасните колку пациенти според вашето Сдружение со цистична фиброза има во Македонија? Официјален регистар знам дека не постои, меѓутоа сигурно вие располагате со некои бројки. Во суштина, најлесното прашање кое што може да им се постави на Сдруженијата за ретки болести и конкретно за цистична фиброза е прашањето за бројот на пациенти. Меѓутоа, кај нас ситуацијата е сосема обратна. Тоа е едно од најтешките прашања на кои што ние како Сдружение можеме да одговориме. Ние веќе 3 години интензивно се обидуваме да стигнеме до официјалната бројка на пациенти кои што се регистрирани во Република Македонија, бидејќи регистар не постои и постои еден невиден отпор, би можела да кажам, да таков регистар на ниво на Република Македонија се изработи, иако регистрите за цистична фиброза и за ретки болести се основното средство за работа на Сдруженијата на пациентите, бидејќи само врз основа на официјалните податоци Сдруженијата потоа можат да изработат програма со која што ќе им излезат во пресрет на своите членови, односно на пациентите од дадената диагноза и со која програма тие навистина и во реалниот живот ќе можат да им бидат поддршка да полесно ги пребродат проблемите што ги предизвикува самата диагноза. Ние по тој повод, за да ги забрзаме работите, организиравме конференција за цистична фиброза, југоисточна конференција за цистична фиброза, која што се одржа во Скопје на 29 и 30 септември и во рамките на таа конференција се одржа и тркалезна маса за ретки болести. Знаете, ние се соочуваме покрај тоа што немаме регистар за цистична фиброза. Во Република Македонија не постои ниту регистар за ретки болести. Така што не се знае официјално точниот број на регистрирани болни со ретки болести, не се знае ни точниот број на регистрирани болести, ретки болести. Дури и не се знае официјално податокот, затоа што постојано сме споделуваат со нас контрадикторни информации. Част е цистична фиброза ретка болест, част не е ретка болест, пак ќе речам, ние официјално никаде не можеме да ја видиме таа информација. Во рамките на тркалезната маса беа поканети и присуствуваа представници на Еврордис. Еврордис е европска организација финансирана од Европската унија, која што ги штити правата на сите болни со ретки болести и која што промовира рамноправен третман на сите болни со ретки болести. Тие во суштина дојдоа во Македонија да ги заштитат правата на болните со цистична фиброза, но и правата на поголема популација на болни со ретки болести, кои што не се опфатени со сегашната програма и буџет за лекување на ретките болести. Сепак, веројатно би имате некои неофицијални податоци со кои што располагате. Да, се разбира дека неофицијални податоци имаме. Според нашите неофицијални податоци,
Како резултат на неадекватниот и влошен третман на болните со цистична фиброза, бројот на пациенти во Република Македонија е рапидно намален. Во 2014 година имавме неофицијален податок дека бројот на пациенти изнесува 124. Знаејќи дека годишно, според зборовите на министерот за здравство, имаме диагноза на 7 до 12 пациенти со цистична фиброза, тоа значи за новозаболени и новорегистрирани. Тоа значи во просек за 2 години се регистрирани дополнителни 20 пациенти, што значи сега би требале да имаме некаде помеѓу 140 и 150 пациенти. Според нашите неофицијални податоци, тој број во овој момент изнесува околу 104 и веројатно помалку од 104 пациенти. Што значи имаме рапидно намалување за жал на бројот на пациенти и додека во европските земји рапидно се зголемува бројот на пациенти со цистична фиброза, бидејќи се зголемува просечниот век на преживување заради воведување на нови терапии, квалитетни и современи во третманот на болните со ЦЕВ, во нашата земја имаме еден сосема обратен редослед на работите. Ке може да ни кажете колкав е животниот век на пациентите со цистична фиброза во Македонија, а колкав е во европските земји? Да направиме една паралела споредба. Според бројките што ги имавме во 2014 година, просечниот век на болните со цистична фиброза се движеше околу 13 години во просек. Според новите податоци, просечниот животен век на пациентите со цистична фиброза е намален на 12 години, додека во европските земји се очекува просечниот животен век да биде над 30-та година од животот, што значи дека условите за лекување на болните со цистична фиброза во Македонија, пристапот до медикаменти, пристапот до помагала и пристапот до поддршка од државата не само што не е подобрен, туку е и влошен и тоа резултира со прерано губење на пациентите со цистична фиброза. Јас немам податоци, бидејќи не постои регистер на државно ниво за ретки болести, меѓутоа, според нашите сознанија, болните со цистична фиброза, ако не најзагрозени, тогаш се меѓу најзагрозената популација на болни со ретки болести во земјата и се меѓу тие кои што во просек најрано го губат животот поради недостаток на терапија. Велите дека во европските земји расте животниот век, кај нас опаѓа. Дали тоа значи дека кај нас нема современа терапија и нема соодветни услови за лекување на овие болни? Точно така. Во нашата земја ја нема ни најосновната терапија за лекување на болните. Најосновната терапија за лекување на болните со цистична фиброза представуваат антибиотици или антибиотска терапија за најразлични видови на бактерии, кои меѓутоа не се толку чести кај пошироката популација. Тие антибиотски препарати во европските земји ги има и биле достапни за пациентите со цистична фиброза уште пред 30 и 40 години. За жал, и после 15 години од функционирање на Сдруженијето за цистична фиброза, и после 15 години апели до надлежните институции дека таа терапија, најосновна, треба да биде достапна и редовна за пациентите со цистична фиброза, таа се уште не само што таа не е регистрирана во земјата, значи и дури со приватни средства, доколку семејствата сакаат да ја купат, тие не можат да ја купат од земјата. Единствено семејствата кои што имаат доволно големи финансиски средства и кои што умеат да најдат начин како да ги внесат од странски земји овие лекови кои што е недозволено на легален начин да се увезат во земјата, само нивните деца можат да имаат бенефит од тие лекови. Дел од тие лекови се многу ефтини антибиотици, како што реков, регистрирани уште пред 20 и 30 години. Да не зборуваме за новата и современа терапија. Значи, секој ден излегува по некој нов орфан лек или лек сирак за болните со цистична фиброза.
Ниеден од тие нови лекови не е достапен за нашите пациенти и ние се надеваме дека во новиот буџет за ретки болести ќе бидат застапени лекови за цистична фиброза. Ние пред 5-6 години успеавме да излобираме дел од инхалационата терапија за болните со цистична фиброза да стане достапна во нашата земја и таа е присутна тука. Меѓутоа, до пред 3 месеци таа инхалациона терапија воопшто не беше редовна. Би сакала да потенцирам дека станува повторно збор за симптоматолошка терапија. Значи не станува никаков збор за лекови кои што ги лекуваат болните со цистична фиброза, туку станува збор за антибиотици кои што ги лекуваат бактериите кон кои што се склони болните со цистична фиброза и кои што бактерии ги оштетуваат нивните бели дробови. Само еден од лековите може да се води како лек сирак, станува збор за лекот пулмозим, меѓутоа тоа секако не е лек кој што ги лекува болните, тој само ги спречува компликациите и ги намалува компликациите кај болните со цистична фиброза. Но не сите болни со цистична фиброза имаат потреба од лекот пулмозим. Постојат многу современи лекови кои што се скапи, исто како што се скапи и другите лекови за болните со ретки болести, но до сега воопшто не станало ни збор да се разговара за тоа дека и за пациентите со цистична фиброза ќе бидат обезбедени дел од лековите сираци со буџетот за ретки болести. Јас ја користам оваа прилика да апелирам до председателката на Националната алијанса за ретки болести, професор доктор Софијанова, уште еднаш да го разгледа прашањето на болните со цистична фиброза и заедно со нејзиниот тим, со нејзината комисија, да најдат начин цистична фиброза да ја вклучат во програмата за ретки болести. Впрочем, и професор доктор Милан Мачек, член на бордот на Еврордис, беше специјално дојден во Скопје, во Македонија, да ги заштити правата и да лобира лекови за болните со ЦЕФ и за другите болни со ретки болести во Македонија. И господјата Власта Змазек, исто така член на бордот на Еврордис, дојде во Скопје, дојде во Македонија и вети дека лично ќе се заложи да се смени оваа ситуација на болните со цистична фиброза. Беше потресена, морам да ви кажам, од она што го слушна, од ситуацијата која што ја затекна тука. Дали до сега сте реагирале до надлежните институции за овие проблеми и недостатокот на терапија и каков одговор сте добиле, дали ќе може да ни објасните? Ние во суштина постојано реагираме до надлежните, меѓутоа за жал не добиваме одговор од нив. Дали има само молк или некакво објаснување? Молк. Постојан молк, значи Сдруженијето за цистична фиброза, можам да кажам дека ниту еднаш не е повикано на разговор од страна на Националната комисија за ретки болести. Со самото тоа, тие немаат слушнато директно од представниците на Сдруженијето за цистична фиброза со какви проблеми се среќаваат болните со цистична фиброза. Ние не знаеме кој тоа ги застапува нашите права и нашите барања пред Националната комисија за ретки болести. Бидејќи постојано наидуваме на молк, ние веќе од минатата година сите наши барања ги препраќаме преку Народниот правобранител на Република Македонија, надевајќи се дека како официјална институција ќе добие одговор од институциите кои што се борат за правата на болните со ретки болести. Дали ќе може да ни објасните попластично како изгледа еден обичен ден на заболен со цистична фиброза? Со какви предизвици се соочува? Со оглед на тоа што вие сте индиректно вклучени во оваа проблематика и сте претседател на ова здружение. Јас сум во суштина директно вклучена во оваа проблематика. Јас сум мајка на девојче со цистична фиброза. Сега веќе девојка, иако мене ми е тешко да се навикнам на таа промена, морам да кажам. Како што и самите гости, докторите од европските земји потенцираа на конференцијата за цистична фиброза. Цистична фиброза е еден модел на ретко заболување. Зошто велам модел?
Речи си и да нема проблематика која што не е застапена кај болните со цистична фиброза. На некои болни со ретки болести им требаат медикаменти, на други им треба физикална терапија, на трети им требаат исклучително скапи лекови. Кај болните со цистична фиброза се е потребно во исто време. Како изгледа денот на болен со цистична фиброза? Еве да речеме како изгледа денот на еден средношколец со цистична фиброза. Тие мораат да станат 1 час до час и половина во зависност од моменталната здравствена состојба, порано од нивните врсници, за да направат инхалациона терапија која трае 15 до 20 минути, за да направат физикална терапија и да направат уште една инхалациона терапија, да ги испијат сите потребни апчиња, од кои што некои се пијат пред ручекот, некои до ручекот, некои се пијат со доручекот, други треба да се испијат половина час после доручекот. Откако ќе ги завршат сите овие обврски, да не зборувам дека дополнително тука треба да се завршат и обврските околу чистење на помагалата за физикална терапија, кои треба да се измијат и да се стерилизираат после секоја употреба, тие така подготвени тргнуваат на училиште. Во текот на денот уште неколку пати треба да се напијат медикаменти. Дел од нив пред ручек, дел од нив со ручек, дел од нив после ручек. Во попладневните часови имаат инхалациона терапија и во вечерните часови повторно час до час и половина треба да си посветат себе си на инхалациона и физикална терапија. И сето ова за нив е еден циклус кој што трае постојано. Значи нема секојдневно, нема празници, нема летни одмори и нема зимски одмори. Колку дали ќе трае таа терапија 45 минути или час и половина, па понекогаш и 2 часа во една сесија, што значи 4 часа во текот на денот, зависи од тоа во каква здравствена состојба е пациентот. Во европските земји времето што пациентите го поминуваат посветени на одржување на своето собствено здравје е сведен на минимум, значи со најновите инхалатори, со најновите лекови за инхалација, сето тоа трае по неколку минути. Дел од лековите кои што вообичаено кај нас траат, инхалацијата нивна трае половина час, сега новите лекови се инхалираат за 2 секунди. Значи, во европските земји многу посовремена, многу поудобна и со самото тоа квалитетот на животот на овие пациенти е многу подобар. А би сакала да потенцирам дека станува збор за пациенти кои што се работоспособни, пациенти кои што можат да оформат свое семејство, кои што можат да имаат своји сопствени деца, и машките и женските пациенти со цистична фиброза. Тие можат да се социјално активни и тие такви се во европските земји. Впрочем, председателот на Светското здружение за цистична фиброза е маж во неговите 60 години кој што цел живот има цистична фиброза. Да, и успешно се бори со болеста, апсолутно, кој што е председател, тој е вработен со полно работно време и е член на бордовите на уште неколку здруженија од висок профил конкретно во Австралија. Да. Господин Бојчин, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да испратите порака до нашите гледачи и институциите? Значи, мојата порака до институциите што побрзо да биде објавен Национален регистар за ретки болести и Национален регистар за цистична фиброза. Ви благодарам за тоа што одвоивте време, бевте дел од нашата емисија Огледало на здравјето. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, на вам ви благодарам за одвоеното внимание. Ви посакувам убаво попладне, бидете во добро здравје. Довидување.